Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Каде дојдовте, појма немам, оти ја не знам кај сум дојден. Што значи тоа? Дека емисијава следствено спрема буџетот нејзин, потполно нема никаков концепт, дали ќе се збори, за што ќе се збори, дали уопште ќе има емисија или за 5 минути Абдалот ќе го фатат будалите и ќе си отиде. Но, No, you don't love me and I know. Парапататата, добра песна. Кој ја препозна, секоја му чест. Океј, кога сме веќе, бидејќи овие денови ќе го почувствуваме вистинското летно. Да, намерно е пуштено. Тоа е мојот, ајде да кажам, аудио канал. Ја ви кажав дека ја слушам често Сома FM, која е станица со десетина разни жанрови во неа. Но секоја година, на почеток до крај на летото, се почнува со работа Кафе Дел Мар. Тоа е едно од најпознатите кафулиња, локали, кафани, во светот, се наоѓа на Ибица и има своја камера. Оваа камера треба да ни го прикажува како ќе затопли уште малце едни од поубавите залези на сонцето. Се наоѓа на Ибица и овдека често доаѓаат, моментов таму е 25 степена, дури и посвежо него кај нас во Скопје. Утре очекувајте околу 36-37 степена во Скопје. Со се асфалтот сигурно ќе фати 38-39, па може би и 40. Ова е делот во заливот и секој ден го пуштам овде затоа што има добра музика. Пушти малце да чуем што терат латино, ми се чини на моментот. Надесно залезот на сонце, сонцето, па тука нормално не се гледа јасно, затоа што е сепак ова веб камера, а негдека до крајот на летото ќе се помести по нас по-лево и уште по-спектакуларни залези на сонце ќе има. Ај што ќе си плакнете очи со оваа која побарате страницава, Кафе Дел Мар, туку ќе уживате и во спектакуларни залези на сонце. Нормално. Се надевам дека ќе успеете барем 7-8 дена да отидете негде да намокрите нозе, да извадите тоа кирот од табаните и да изрендате петици малце и црнилата, а ова нека ви биде позитива. Ако не сте на сонце, барем пиете витамин D, ако имате повеќе од 40 години. Немам друга уклучена музика, така да, само ова. Еве ја страницата Кафе Дел Мар, Ибица, Live Chill Out, Radio Stream and Sunset Calm. А сега ја ќе ве водам со Google Earth да го видите и ја се надам дека еден ден ќе пијам кафе овдека. Ќе идеме на Street View, малку да прошетаме тој делот. Значи камерата гледа негде вака. А не е плажа, за жал, но е збиралиште, фенси плейс за многумина.
гледате каков убав народ се собира овде. И нормално најголемите диджокеи тука си имаат своји настапи, покрај концертите кои ги имаат по дискотеките, овде се доаѓа да се снима, ги гледате, претежно се доаѓа да се снима залезот на сонцето. Велат дека е еден од најубавите залези на сонце. А ова е Кафе Дел Мар, овој моментов е Кафе Мамбо, тука се неколку, а Кафе Дел Мар е камерата како што ја гледавме. Еве го Кафе Дел Мар. Не е баш убаво како плажа, ама предпоставувам, нели, кога е шема, а оваа шема не стивнува во Кафе Дел Мар па повеќе од 2 децении. Имаат, нели, своја радиостаница, имаат редовни изданија на CD-а со нивна chill-out музика, еве повторно, иако, нели, реков, ова не се баш професионални, ова се со мобилни фотографии. Залезот на сонцето како еден од најубавите. И убаво да се доживее се во ова. Предпоставам дека при плима и осека овие се полнат со вода и доста интересно. Но колку убав народ, млади овдека се собираат, па и постари, ама некако сите ми се убави. Позитива, па дури и помлади. Баш сега ме инспирира, бидејќи идам стално тука, никогаш не загледав дали постојат некои си професионални фотографии. Дај у студио додека да прогуглам, уствари можеш и да ме нека стои компјутерот. Кафе Дел Мар, Сансет, да видам дали има некои убави слики некој направи. Да. А зошто да нема? Еве да видиме една слика, како изгледаат залезите. Ако барате поквалитетна слика, идете во алатки, ако сте стаиле, нели, за да треба да ми даде. Зошто не ми го дава? Не ми го дава. Ја му го барам, ама не ми го дава. Барам во висока резолуција. Добро. Еве Sunset UHD. Ultra High Definition, значи 4K. Отвараме во нов таб. Нели е преубаво, мора да признаете. Знаете како, многумина го сакаат на изгревот од што залезот, но изгревот не го сакам затоа што дури да сум буден цела ноќ, ми ја нема таа магија. Знам дека е тоа почеток, нов живот, залезот, нели, доаѓањето на ноќта, но знаеш како символиката на животот што си оди, гледате дека е се по-спектакуларно и поубаво како завршува денот. А овие фотографии стварно ми се фасцинантни. Самите бои, топлината на бојата е поинаква, бидејќи тогаш се загрева атмосферата, облаците добиваат преку ден кога е постудено, преку ноќта изгревот е многу почисти, нема таа романтика, таа магија. Затоа, искрено да ви кажам, кога можам да бирам негде нешто, барам или ова со убави облаци кои ќе се поткачат. Фантазија. Фантазија. Да видиме, може би има Sunset
убави видеа со не, ми го дава во живо. Ќе отвориме на YouTube. Себо ова е само начин на сурфање кој може да ве инспирира. Еве, неколку залези од различни. Океј. Марга? Добро. Па, да ти кажам, можам да се пофалам дека сум единствениот во македонски медиуми кој ја има пуштано Марга. Тоа е наша дисџокејка која најчесто своји сетови ги прави на плажа и ги прави при залез на сонце. Марга Сол се вика. Марга Сол, мислам дека имаме пуштано нејзини сетови и тоа подолго. Еве дел од нејзиниот сет, овој сет трае, побарајте ја, Марга Сол. Ова е првото што ми дојде. Направено е во Кафе Дел Мар, Ибица. The Most Beautiful Balearic Chill Out Music Live DJ Set. Ова е од нејзиниот настап во живо во Кафе Дел Мар. Бидејќи немаме време да го тераме цело, ќе се обидам барем некои сцени со нашата интернационална дисџокејка Марга, барем некои сцени. Нема од сетот, сетот е музиката. За разлика од оние дисџокејки кои се обидуваат да продаваат атрактивност, Марга е вистински дисџокеј, значи на вистина пушта музика, има изворедни миксови, многу добар концепт. Бидејќи можете да најдете многу дами кои пуштаат музика и повеќе да гледаш во нејзини делови на тело, а тоа е едно снимено и глумат дека миксаат. Бидејќи денешната публика нивото е прилично паднато, но Марга го задржува високото естетско, уметничко ниво во пуштање на музика во суптилни нијанси со извореден концепт. Ја можам ова цела ноќ, искрено да ви кажам, цела емисија. Нормално снимкиве не се од Кафе Дел Мар, таму плажата е поинака. Ова е нејзиното видео кој си го направила на нејзиниот настап во Кафе Дел Мар. Значи, ова е нејзин настап во живо, музиката што ја слушате, а видеото е илустрација на оно што се доживува. Можеме да побараме уште нешто од Марга Сол. Марга Сол, live DJ set.
Санторини. И овдека едно од поубавите места, иако фала не би идел. Знаете колку земјотреси, милион земјотреси имаше изминативе месеци на врвот на резортот, каде што е директно на сансетот, Марга со низиниот сет. Сангрија, Марга, на здравје нека ти е. Славење на залезот. Celebrate sunset. Ја право да ви кажам, не би сакал да седам, да ја слушам или гледам или да зјапам во залез на сонце, но би ја пуштил Марга во кабрио и да се возам покрај море и да ми тера таа музика. Или на слушалки, барем со велосипед, ако не можам да си дозволам некое бесно кабрио, Астон Марти или Алфа Ромео. Не бе, максимум го пуштив. Зашо го снима звукот? Евете го. Кај тебе. Како? Добро е, Facebook не, бидејќи кога идеш лайв стрима овакво пушташ музика, знае да биде прекинато. Очигледно, он имаше, предпоставам, свој ангажман на Санторини, пошто видов дека има доста. Пред колку години ова? Пред 6 години, пред епидемијата. Не те разбрав, режија? Немој, жити се. Мада не е он. Ај, знаеш како ти е? Мора некој подобранец у кабина да има до дисџокеот, за да го гледаат. Тоа е тоа. Океј. Марга, keep up the good work. Ја не ја познавам, не знам ни која е, не би ја ни препознал. Вака по видеава и ми е драго. Инако, ако ви интересира, постои една радиостаница, тоа е доста интересна. Кафе де Анатолија. Оди во живо, нема видео.
Кафе де Анатолија е едно од најпочитуваните и најпопуларни интернет радија кои постојат. Колку што успеав, не ми замерајте ако погрешам, колку што успеав јас да разберам онака површно, мислам дека се работи за татко и брат и сестра и татко им, ја водат оваа радиостаница. Настапуваат дисџокеи од цел свет. Значи, кога зборам цел свет, зборам арапски, далечен исток, блиски исток, доста е ориентално, мислам претежно е формата, современа електроника, хаус, чилаут и така натаму, но со ориентални примеси. Мислам дека се наоѓа во Словенија, значи македонци се собствениците и добитници се на многу награди. Ја ги промовирав пред едно 7-8 години, еве сега, не знам зошто, пак ни дојдоа. Секогаш кога ќе се пушти, ако сакате ваква електронска убава со она исконска емоција, ориентална емоција, ќе најдете тука. Еве, јас сум претплатен на овој канал. Има и изданија на Кафе де Анатолија. По сликите може да се видат разни CD-а, ова е нивната, еве мислам семејството. Ова се луѓето, да видам, Our Story, Кафе де Анатолија. Сега имаме барем, како се вика, алатки. Ставам овдека, Google да ми го преведе целата страна, па да видиме дали ќе може. Нашата приказна. Кафе Анатолија е глобално признание, музичка издавачка куќа, агенција за уметници, глобален колектив на продуценти познати како основачи и лидери на жанрот Organic House. Иако Organic House е нејзин заштитен знак, издавачката куќа работи во различни жанрови, вклучувајќи chill out, ethnic deep house, lofi, ASMR, world music и afro music. Официјално основана 2017 од Моника Илиева, Никола Илиев и Зоран Илиев. Значи, добро сум запомнил. Иако сум у добро навлезена кречана, ама еве ова сум го запомнил затоа што е нешто што ми е блиско мене до моите афинитети. Зборам пред се за музика современа, светска. Низините корени датираат од 2009 како визионерски концепт, денеска таа е движечка сила што дефинира и обликува Organic House глобално со над 50 под брендови под својот чадор. Кафе де Анатолија управува со широка мрежа на таленти и креативност, постигна историски пресвртници, вклучувајќи го и признанието за најпродаван изведувач и издавачка куќа на Битпорт во категоријата органски производи за 24-та. Лейбелот се гордее со најголемата Spotify мрежа во Organic House и истакнато YouTube присуство со над 100 канали, 30 милиони претплатници и глобален дострел од 1 милиарда. Не, Владко Стефановски. Нејзиниот каталог вклучува повеќе од 10.000 песни и придонеси над 5.000 уметници, затврстувајќи ја својата позиција како лидер во музичката индустрија со најголемиот каталог во Organic House. Браво! Респект од мене, иако ова ви е повтор пат, јас се повторувам, но ете, добро е да се повтори. Ова е за нив. Ова е списокот на артисти кои настапуваат под нив. Гледате дека има тука и македонци, има и
странци од цел свет. Ова се артисти под нивната етикета. Знаете, јас секој сум викал, не можам да ценам музичар само по она што он го направил. Музичар најмногу се цени и по она што оставил, помогнал на други, соработувал со други. Така што, ева и нивната продавница, се ова што ви давам преведено е на македонски, на англиски и на оригинално страната. Истражете го номадскиот начин на живот. Пушти, гласно да чујам. Добра вожња. Добра. На ова можете овдека понекогаш да го чуете и Кирил Џајковски, затоа што и он е со својот сензибилитет тука некаде. Еве, имате продавница, нели, може да се добие 10 пополов, добро. Океј. Shop bestsellers. Аха. Маички. Тефтерчиња, новчаничиња, капчиња, маски за мобилни, нормално, само за iPhone. Што друго? Добар ми е рифов, добар е рифов, као Smoke on the Water, као Led Zeppelin. Другар, знаеш ли зошто бевме, кога бевме млади, бевме слаби и поздрави? Не затоа што бевме помлади. Не. Затоа што кога ќе отидевме на некое диско, вакво место, кафич, ние дзензавме со сати. Од залез на сонце до изгреј сонце. Уморот едноставно неверојатна кондиција. Јадење еднодневно колку да се рече кога ќе прегладниш. Ама нонстоп да се дзенза, да се прави муавет, да се комуницира, да се иде од место на место или ако веќе отидеме во кафич или дискотека и завози нешто вака, ау, како би го срокал ова со сабвуфери, онака. Да ти откорне ситен камен у бубрек. И не може нозете да ти стојат, едноставно не стојаш, дзензаш. И после, зошто си бил здрав, зошто си бил слаб, зошто си бил убав. Кога ќе остариш, поише седиш, поише мрчиш, по-негативен си, па што очекуваш после? Затоа старите луѓе се грди. И замисли го ова, лето, идеш на одмор, по пат, сонце пече, музичево те мотивира. Убавини. Океј, многу малку треба и во суштина и не треба пари за да ти биде убаво летото. Сваќаш, не е во резортот,
не е во гирата, не е во лебот и паштетата и праските и лубениците што ги јадеш на плажа. Самиот процес, самата позитивна мисла. А музиката, знаете, цел универзум и по Тесла, а и по квантната теорија на струните, цел универзум во суштина е вибрација. Се вибрира. Атом вибрира, молекули вибрираат, се е нешто. Значи, колку и да ви изгледа, се е ова има некаква вибрација за да обстои, за да се материализира, за да има нешто што е опипливо, видливо. Мора да вибрира на одредена фреквенција и тоа создава одредена материја, материјата го создава универзумот. И ти успоруваш да стануваш. Се гледа во огледало. Да, не се препознам, но има една интересна појава, ги гледам мои врсници. Дали сте виделе постари луѓе од 50 години како изгледаат? А па да не зборам од 60 натаму. Они се сите И едно време се замислувам, викам, човече, толку ли се очајни луѓево? Јас знам дека животот не име баш кој знае колку добар, ама не име ни толку лош. За таква една спуштена фаќа. Во суштина, се загледувам себе си и забележувам дека овој дел, очите и устата идат надале, ако се тегнеш. Ако чисто од обзервација ги загледувам и моите колеги, кои се помлади од мен. И они си исто вака. Кој ќе се опушти, знаеш, гледа у телефон, сосема мирен, нешто сме се насмеале, се опушта и викам, дали е шизофренија, дека после таква позитива нешто сме кажувале, некоја смешка, сме се расположиле и така натаму. Сватив дека природно мускулите им се опуштаат и клапнуваат. Не само кај нив, кај сите луѓе, и кај мен. И почнав вака. Затворив очи и се насмеав во себе. Во смисла, не да се кеза она, него она, знаеш, она блага насмевка, позитивна. Ова е најблискиот кадар? Да, добро. Се гледам у огледало и у глава имам насмеј се. Се сликам и ја гледам сликата. Викам, ова е насмевка, бидејќи млад. Имам слики, кај што сум се насмеал. Тоа е... Убаво се гледа насмевката, сваќаш? Но, кога ја правам таа, ми се чини дека сум како Джокер. Ака, сум се истегнал до овде. Тоа е некористењето на мускулите, едноставно се опушташ и делуваш, изгледаш као све су ми лаже потонуле, на пучини сам ветрови ме носе, што викаше тихо младичот, и тоа е тоа. Така што ми помогна оваа обзервација и као новинар, знаеш, што ти често пати имам гости кои се во години и го гледам кога збори. Викам, чекай бе, толку љубезен со мене, зошто? Бидејќи обично, знаеш, здраво за готово ги земе, но подсвеста го прима тоа како негација, бидејќи ова е израз кој не носи позитива. Знаеш, кога ќе се видетме како млади, око корени, очите олкави, бидејќи како старееме се дебелееме, очите се поситни, користиме очери овако, и се изобличуваме. И не е доборите. Изразот е. Бидејќи се опуштаме. Нормално шо? Да е нормално. Епа, ја ете, од некој си пусти, вака се трудам малку да изгледам нормално. И сега викам, ако ова е насмевка, пази, ја во себе ова осеќам дека оклештен сум, а уствари ништо, рамна. Бидејќи дете кога се сме, да, еве,
тачно станав ко неа. Не, ова ти праќа кис. Кис. Ова е заштитна на Кафе де Анатолија. Океј. Thank you very much. Во Систина имаат многу добар систем. Значи, за бори. Борите се јавуваат тоти, нели, старе е кожата и не лачи доволно колаген. И сега, жените што прават? Купуваат креми со колаген. И кога ќе ставиш колаген, ќе ти измазни убава си, они се среќни. Арно, ама, се случува еден интересен процес. Бидејќи колагенот ние природно го создаваме. Јадеме граб, јадеме месо, јадеме мрсно, јадеме желе, јадеме риба. Од здрава и добра храна се создава колаген. Имаш ли колаген? Ликот ти е многу поубав. Но кога ставаш колаген, рецепторите викаат, имам колаген, добро е. А одоздолу организмот вика, лачам колаген, не треба, имаме, ворете. И што се случува? Дупло пукање и старење. И жените, бидејќи повеќето жени, па и мажи сега, пошто по-геј се станат и мажите, користат се поскапи, се повеќе, се шлапаат со така наречено креми кои содржат високи проценти на колаген. Подобро е да се храниш однатре. Има едно многу битно. За да имаш колаген и храна добра, здрава, природна и витамин С. Сега многу ќе речат од овошјето. Овошјето во подоцнежни години многу строго контролирајте го. Шекерот и цигарите ве остаруваат. Толку. Не е важно од каде е шекерот. Дали е од овошје, од овошје било здраво. Има здрави елементи во овошје, ама шекерот е шекер. И шекер во организам не. Многу минимално. Терега организмот да преработува масти, да преработува протеини и од нив да создава шекери кои ќе ги користи, а не директни шекери кои само го тераат панкреасот да пумпа инсулин и сами да си развиете инсулинска резистенција и станувате диабетичар. Зошто толку многу диабетичари? Душата ми бара, сакам ја индијанки, сакам тулумба, чоколадце, ово. Душата ми бара. Тоа е наркоманскиот изговор. И сега во Систина имаат еден добар систем. Тоа е со ласер ти прават микродупки и ти ги пукаат капиларите. Сега нешто ќе се шокират. Пред околу 20 години, уште на една друга телевизија кога работев, читав дека холивудските звезди иделе Тајван, Мајван, Бурма, што ти ја знам, затоа што таму им правеле процедура. Тоа е ваљак со боцки кој поминува преку лицето и буквално како иглички, не буквално иглички кои ти ги пукаат капиларите, ги прободуваат и ти потекува крв. Мислам дека дури денеска и се продаваат такви. Еве ги, се продаваат. Ова се ролери со, гледате колку мали, тенки игли. Да, буквално боцкање и ќе те раскрвари. Кога ова ќе го направи, за да ја залечи раната таа минимална, кожата лачи колаген. Сега, за да не биде вака со примитивно, иако ова го користат често пати за да имаат да изгледаат помладо во Холивуд, па и инфлуенсери денеска, ова е достапно за секого, вакви или слични ролери, а во Систина со ласер ти го прави. Доктор Андри Петров, па не знам, не сака да дојде или не го пуштаат од Систина, се едно,
барав да дојде, оти многу интересни процедури имаат за козметички, дерматолошки процедури имаат кои се стварно она врв. Бидејќи лазерот нема директен контакт, можност за било каква инфекција или воспаление никаква, бидејќи нема физички контакт, но овие се продаваат, можете сами, у алкохол, ролај преку фаца, ќе се искрвариш целиот, но многу брзо поменува, а едноставно да, и на коса го прават, затоа што го стимулира растот на косата, како што гледате, оние делови, и така. Тоа е тоа. Времето е, многумина ќе речат, знаеш, човек треба да си ги прифати белите влакна и да си тера, но, знаеш како, некогаш се тетовиравме, па престанавме да се тетовираме, па пак се врати во мода, сите се тетовираат. Така што играњето со својот личен изглед е и нешто нормално, затоа што прошлиот пат ви кажував за носот на таа шармантна дама, за која, многумина викаат пластична хирургија, не. Ја не се слагам. Ја имав пријателка која во младоста, например, имаше огромни гради. Ние збрлавувавме која ќе ја видевме. Арно, ама девојката си имала мака. Нејзините преобемни гради, со кои денеска, да речеме, простачка мушка стока се пали и многумина ги пумпаат со силикони да изгледаат енормно огромни, бидејќи мажите се генерално многу поглупи од жените и претежно се палат на вакви работи. Тоа се тие мажи што гледаат Фарма, што гледаат тие реалити шоу, Пинк, Турбо Фолк, знаеш, ки излезе солкави грај, вау, тоа е, или Тасма имала и така натаму и така натаму. Тоа се тие примитивни форми, кога интелектуалното кое не го поседуваш, го пополнуваш со сексуалното, кое исто не го поседуваш, па го гледаш од други, па преку Pornhub, па, развиваш една од двете раце и прилично ниски работи. Но, у секој случај, мојата пријателка си имала мака, ја е осудив зошто го направи тоа. Имено ги оперираше градите и си ги смали. Драстично ги смали. Викам, зошто? И долго време не сакаше да збори, кога станавме зрели личности, ми објасни, не сме толку блиски, но ми објасни, вика, има проблем со грбот. Крај на муабетот, тежи. Не беше некоја крупна, голема жена. Значи, непропорционално. Така што, имаш преголем нос, преголеми уши, зашто да? Така да немам проблем со пластична хирургија. Таа е повеќе корист од што штета. Сега, што сакаат да се ги направат устните како задник на бабун, тоа е друго. Тоа е најверојатно затоа што, тоа е повеќе заради проституција и пружење сексуални услуги, бидејќи памет, интелектуала, талент нема, вака делува како посакуван сексуален објект. И делува многу вулгарно. Пред да ја осудите жената, ја никогаш не ги осудувам жените заради драматичните промени кои ги прават заради порно индустрија, за да привлечат мажи, за да бидат атрактивни со, претерано со носот, претерани тие, тегнење со огромни гради. Во суштина, знаете како треба да гледате на проблемот? Например, ја многу рано го сватив тоа со... Ја бев екопоборник против користење бунди, поточно убивање ни животни, екзотични животни, не за месо како нус производ, него одгледувани само за тоа да бидат убиени и од нив да се прави крзно
за екстраваганција. И сега ќе се прашаш, кој е виновен за ова? И нормално кој ќе речете? Па тој што ги одгледува. Па тој што ги убива. Не, не и не. Туку тој што ги купува. А кој ги купува? Не ги купуваат жените. Дури ако го купи жена, зошто го купува? Заради маж. Обично мажите ги купуваат. Мажите се виновни за онаа перверзија во која вие, нели, има многу, ајде да речам, правоверни, природно си е природно и така натаму. Но 90% од мажите ќе почитуваат некоја таква, напупена, одошто некоја нормална жена со 2-3 деца која изгледа малци измачена. Таа е ништожна, таа не ја погледнува, ако му е сопруга ќе ја превари, токму со некоја ваква која му задоволува најпримитивните центри. Одгледувачот на дрога, дилерот, дистрибутерот и гангстерот и произведувачот на дрога не се виновни, туку конзументот, тој што ја купува. Многу ви била скапа ракијата, па бойкотираја бе, пријател. Ако е скапа, тоа е затоа што ти си спремен на било каков компромис само да ја имаш. Не можеш да ги осудуваш ни маркети, ни произведувачи, ни ништо. Ти си виновен. Ха-ха. Добро. Да се израдуваме и да споделиме една позитива. Владко Стефановски од Даци Александар доби љубовен пасош. Што и да значи ова? Во изјавата беше дека заради ширење љубов, а и таков е месецов, јуни е месец на гордоста и така. Му честитаме на овој пасош. Некои ми викаат, не знам да не е фејкано, не е фејкано, ова е реална фотографија денеска, еве, љубовен пасош. Срцки тие, љубовни, шират љубов. Океј. Ја ви реков, немам концепти, стварно не знам кај ќе идам и зошто ќе идам. Добро. Дефокусиран сум, оти сум повторно многу ангажиран околу мојот автомобил. Се обидував годинава да го тргнам на страна и да користам рентакар. Верувајте, нема во Скопје минатеве години се изродиле мал милион рентакар компании. И нема слободна кола. Народов се научил дека подобро му е да земе рентакар, да иде во странство, дошто со свој автомобил или што ти ја знам, како и да е. Автомобили нема, така што морам да го поправам мојот Citroen C5 и заглавив со еден дел, кој е дел од турбината, кој за жал не функционира и ми го фрла моторот во лимп. Поточно ми ја исклучува турбината и вози само на, нели, оној обичен газ. Сега ќе ти покажам за што се работи. Имено, чекај само овие среќни љубовници да ги оставиме
на вечноста, во љубовта. Срцки ти е прекрасно. Тешко дека ќе го имам ја ова. Да, нема да го имам. Треба да го префрлам од мојот, бидејќи два различни акаунти се. Зашто се работи? Турбината, кога даваш газ и испушташ газ, гасот е едно, нели? Го отвара во карбураторот дотокот на гориво. Но со електронски тој е поврзано со една диафрагма, која го контролира доводот на воздух во турбината. И тоа е клапна која ја контролира. Сега таа клапна има еден дел кој е врзан со таа клапна. Клапната джигерот ми го изеде. Со години ја немам. Тешко мене. И почнав да ја барам, па имав околу 3-4 месеци интензивна потрага по делот. Ама не можам да ви опишам колку интензивна. Да, сега знам. Slow burning сум, ама нешто се работи. Немој да сурфате, да барате, Јанко го најдов. Го нема. 3 месеци го бар... Го нема. Нема. И тоа кај што ќе ви се појави и сте убедени дека сте го нашле, ќе ви го покажам делот. Нема го. Проверено. Се јавував во Франција, во Полска, пишував писма низ цел свет, на eBay, на ова, на она. Делот е 30-40 евра. Ама не се произведува. На форуми истата мака ја имаат и другите собственици на Citroen. Махер сум за PC, ама многу тешко ми иде со мобилните. Како? Не, со палец, јас сум учен тастатура и маус. Чим морам ја палец да користам, тоа е жива мака. Еве, конечно успеав. Еве го прво делот. Еврофранс. Турбовентил, оригинал Citroen Peugeot C566, го користат повеќе ова, оно, ваме таму, добро. Еве го делот. Ова се прицврстува на моторот, тука има некоја диафрагма која дише напред-назад, а овој дел е врзан со клапната на дотокот на воздух го контролира. И со тоа турбината. Но кога ова не функционира, тогаш има проблем и ја исклучува турбината затоа што компјутерот чита, вика, нешто не е во ред. Ја му викам 100 грама воздух, овој 300 ми пушта. И сега овој горен дел, кој се врзува за со таа пеперутка, таа клапна. Ова е влабнатина, пластика, некаков бакелит. Овдека има отвор, длабнување, кое влегува во клапната и може да ротира, не само напред-назад, туку и го ротира топчето и така го контролира. Овој дел се распаѓа после X години и за жал делот го нема никаде. Делот ОМ е 3687. Упс, може со ова.
И еве, ќе го даде делот, еве, каде све го има во Британија, но кога ќе отидеш и го нема ни на eBay. И бидејќи кренав раце, на крај го замолив мојот пријател, окей, тргни, немам што да покажам. Го замолив мојот пријател во Германија, му испратив шасија од мотор, ми побара, мајсторот го напнал негов тамо, германецот. Мислам дека единствено нешто, разговарав и со вештачката интелигенција и ја терав да ми помогне да го најде. И она ми дава неколку страни, еве го. Дека го нема. Молим те, проверувај што ми даваш дека го нема. Да, право си, извини, го нема. Века да пробаш, века да испринташ 3D. И сега ти можеш да го испринташ во 3D ова, но како ќе направиш ти после да го залепиш ова, да биде така квалитетно со врзано за сајлата, ова е сајла, не е шипка. За сајлата овдека е друго. Плюс тоа, оваа пластика можеш да го покажеш. Оваа пластика треба да издржи температура, движење, ротација и така натаму. Не е голем делот. Дајме, колку е голем? Околу 30-40 сантиметри делот. Интересна работа. Рекам, добро, може би ретко се случува. Најдов форум каде што многу собственици на Citroen со ова имаат проблем. Значи, целиот мотор лошо им работи само заради ова делче. И не се произведува овој дел. Стар модел е 2001 година и така натаму, и така натаму. Никој не нашол. Мене ме шокира што нема кинеспа да го порачаш кој да ти го направи ова. И ова е последна шанса. Единствено што ми останува е остатокот, мене ми остана се, го имам до тука, го имам делов, си е врзан за главата на моторот кај гасот, до тука го имам. Ова е распаднато, скршено и не можам да го поврзам. И сега да направам нешто, ми предлага вештачката интелигенција, Бравар, Дреер или што ти ја знам, ако веќе не можам 3D да го испринтам вакво, бидејќи има принтери 3D кај нас, него проблем е квалитетот на пластиката. Ми даде спецификација каква пластика треба, кој знае дали ќе ја најдам. Да го направи некој ова од метал или што ти ја знам, многу е пипаво, а во Македонија мајстори не се нафаќаат да реставрираат. Ја се сеќавам, со години барав и дава баснословни суми еден стар термометар од Акфа, кој татко ми, кога работел во фотоцентар 60 години, го добил на подарок од Акфа компанијата, не стоеше на куќата скоро 5 децении и толку беше оштетен и така натаму, давав огромни пари некој да го исчисти, да го прецрта, да го значи, онаа работа, реновирање. Во Македонија немаш мајстори кои реновираат. Побарај водоинсталатор, сите они работат само во новоградби и луксузни станови. Во стара куќа види, не знам ја, севките, ова, она, и не се нафаќаат, бидејќи еснафите мајстори па си замина. А овдека остана, да речам, бижутерија. Така што, за сиве овие работи, пробувам со некоја импровизација да го врзам со жица за сајлата, а лептирот да направам некоја дебела бакарна жица, да направам некоја да го замотам, ама не да го стегнам, туку да го прицврстам така да не искача, да фати околу вратот на тоа и кога ја влече клапната да ја отвара и затвара. Ама не ми успева. И ќе видам. Предпоставувам, заради вакви ситници и глупости, многу луѓе имаат свој проблем, но тоа е тоа. Нешто битно научивте денеска? Не. Нормално. Еве го, Лазе Цилас ми е тука, кај него. Како? Зашто ти ги отвори?
А шо па тебе ти значи, ни возиш кола, ни ти те интересира. Ти отворив нешто друго јас тебе. Тоа третото око од позади ти го отвори, вака, око корено. Океј, да. Ако бе брат, дупиме, шо паметно има да кажам, па и ти да ми кажеш. Така да тоа ни останува. Колку да не зеваш горе, да не зјапаш. И нормално мајсторот ми каже, нема, вика, мора цел дел, не може да се направи. Јас сигурно од искуство ми каже, бидејќи таа импровизација нема да држи. И нормално, бидејќи мајстор кој работи со децени, пред некое време увезе нова линија на луксузни кинески автомобили. И да ви кажам, тоа што го видов, лиги ми потекоа. Еве го карши, кај нас карши телевизија, гледа директно на Трета Македонска. И еве продажба на возила и пред ден додека идев, а ми помага, не ме остава, ама што да ти кажам, кога го нема дело. Ти ги гледам овие Тојотиве. Не е Тојота, туку е Бајк или Бејџинг. Во подолго за светско име е Бајк. Ова се бензински мотори. Цената им е негдека околу 17.000 евра. 18. Изгледа $1.000.000. Ама ја не сум успешен новинар како Чомовски, Латас и така натаму да можам вакво нешто да си дозволам и тоа е тоа. Колава. Да. Ратата ми е колку платата. Така што а платата ми е колку чистачката. Страшни коли. На првиот увоз на Бајк дојде и еве го EU5. Дојде и кинескиот амбасадор, поточно го испрати својот аџутант што му е за економија, а ова е електричното, се извинувам. Не. Но ама коливе се лудило. Знаете, некој ќе рече, кинески автомобили. Имаат околу 4-5 модела кои се продаваат кај Лазе Цилас овдека, кои застапник и продажба и сервис, што значи, еве ги во цел свет се продаваат овие автомобили, а автомобилите се, знаеш како, сакав да кажам дека ти текнуе, нели, како викавме, AliExpress неквалитетно, ама мене ми текнуе кога викавме корејски возила неквалитетни, не знам, тајвански компоненти неквалитетни, а денеска овие земји се синоним за квалитет. Денеска ја не познавам човек кој не си купил нешто од Тему. Така што приказните за неквалитетот на кинезите некогаш го има, но се научија и едноставно напредуваа за многу брзо време. Колава унутра, кога ќе влезеш, кога ќе седнеш и изгледа и мириса на $1.000.000. Можеш да ги видиш ваму кај Лазе и тоа е тоа. Знаеш дека има сега више која ќе ти купам.
Гледај сега ти ова што ми искача мене овде. Гледај. Дезодоранс кој мириса на нова кола. Тоа е тоа, брат. Тоа е тоа. Замисли, сега ќе ти се отворат и другите очиња. Замисли се испаскаш со тој дезодоранс што мириса на нова кола и седнеш и та Тоа е тоа. Не, јас знам македонецот уште е Volkswagen, Mercedes, а врвот му е BMW или Audi, ама тој е македонец. Македонецот генерално заостанува околу 40-50 години во свет, па така и во тоа. За 10 години цел свет ќе вози кинески автомобили, како што некогаш возеше германски автомобили. Кинеските фабрики за автомобили, како што е BAIC, секојдневно вработуваат нови луѓе и отвараат нови фабрики, нови погони, нови ленти. Volkswagen затвара и отпушта десетици илјади. Никогаш во историја Volkswagen не отпуштал работници. Нивниот синдикат вика, прв пат се соочуваме со вакво нешто, не знаеме што да правиме. Имаше состанок работниците на Volkswagen со менаџментот им вика, дечки, губите работа, ама како, дали е могуче? Могуче е. Не можеме да држиме чекор со кинеските. Ама не квалитетни, ние квалитетни. Но? Не само што се квалитетни колку Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, туку и поквалитетни. А и фабриките на Mercedes, на BMW се во Кина. Кој будала произведе во Европа? Дечки, доста беше. Ништо паметно немавме. Не знам ни зошто ја почнав емисијава. Марга? Не. Да видиме залезот на сонцето. Види, уште е ден на Ибица. Јас се одјавувам. Поздрав лека ноќе од мене. Еве ви го после залезот. Кафе Дел Мар. Напите се некое коктелче. Онесвестете се. Утре са бајле рано ќе станите. Ќе фрлите 2 јајца на точак и ќе само управувате. Горди со музиката на Здравко Чолич и со мајца испринтан ликот на Тито. И ќе викате колку било добро, додека под мишки корнете и се потресуете на Симит Погач. Лека ноќ.
Don't you ever stop. Don't you ever stop. Don't stop